Добар ден, ентузијасти. Одлучивме видеото кое што треба да гледате во недела, да го направиме во 2 дела, затоа што има многу материја и на тој начин да направиме и повеќе материја и повеќе нормална едукација и забава за вас. Тоа е дел нормално од последните 2 содржини кои што ќе ги имаме во текот на оваа недела, така да првиот дел за Венецуела и користењето на економска саботажа од страна на Мурика ќе го погледнете денес во петок. Во текот од утрешниот ден очекувате Пиперче Кас, тоа е третата епизода од првата сезона на овој наш братски канал, каде што ќе разговараме за причините за иселување на македонците низ историјата и сега. Така да верувам дека нема да сака да го пропуштите, а во недела очекувате го вториот дел од денешната содржина, а тоа е користење на економска саботажа од страна на Мурика врз Иран. Во однос на останатите содржини, како што веќе кажаме, значи ово се две така речено содржини кои што ги погледнете во текот на оваа недела. За следната недела распоредот е веќе подготвен. Односно имаме техничка анализа на пазарите во утрински лајвстрим во вторник. Во среда ќе бидеме присутни во CryptoHub за CryptoHub Карневал. Темата е Джефри Епстин, не смеев да одбејам. Бев повикан да бидам дел од овој настан, ќе видиме како ќе изгледа, но морав да бидам таму. И нормално во преговори сме за следниот настан, за кој што ќе разговараме малку подоцна. Во четврток наместо среда ќе го имаме нашиот вообичаен лајвстрим, овој пат на тема макроекономија и крипто, каде што ќе разговараме за нормално сите најбитни случувања во макроекономската сцена. Во сабота ќе имаме Patreon лајвстрим со нашата Patreon заедница. Нормално ќе одговориме на сите прашања, ќе разговараме со нашата заедница, а потоа нормално истиот овој лајвстрим ќе може да погледнете на нашите канали во следниот ден во недела. Така да тоа е во однос на следната недела, а многу битно на 25 февруари официјално ќе го имаме нашето следно презентирање во CryptoHub Малта, каде што темата е веќе обработена, но овој пат ќе дообработиме уште поинтересно, значи на македонски може да најдете истата. Ќе разговараме за Genius актот, нормално тоа е законодавството со кое што на Мурика и се дозволува така речено, нели, стейблкоините да може да купуваат обврзници и нормално дел од овие обврзници како така речено камата да бидат подарени на оние кои што ги поседуваат стейблкоините, што практично преизвикува една, би рекол, машина на глобална ликвидност за муриканскиот долг. Односно, ова е многу битна тема која што мора луѓето да ја знаат и затоа ќе обработиме уште еднаш во јавна презентација во CryptoHub Малта, која што ќе може во живо да ја погледнете на нашиот канал нормално. Така да тоа е на 25 февруари, ако сте во Малта, повелете, ќе се дружиме. И нормално следниот месец, да не забораваме, 29 март, офлайн митап во Битола, најголемиот офлайн митап до сега. Доколку не сте, пријавете го вашето присуство. Настанот можете да го најдете на врвот на нашата Facebook страна. Само пријавете го вашето присуство за да знаеме колку луѓе оприлика очекуваме. Као што веќе кажав, во овој настан ќе добиете известувања за се што ќе се случува на самиот настан. Као што кажам, истиот ќе биде на 29 март од 11 до 5 часот. Имаме 6 говорници. Овдека може да најдете и програмата за тоа кој во кој слот ќе има своја презентација. Дефинитивно не го пропуштајте овој настан на криптосцената во Македонија, би рекол најголем до сега. А потоа нормално очекувате и криптоконференција во текот на летото 2026 година во Скопје. Сега, како што кажаме, денеска ќе разговараме за првиот дел од користење на економска саботажа од страна на Мурика, а тоа е санкциите и ембаргото врз Венецуела. Да видиме како без ниту еден испукан куршум можете да уништите една економија, посебно ако вие сте сила која што ја поседува и контролира резервната валута во светот. Иницијално, како што веќе кажавме, значи санкциите постојат во светот, тоа не е ништо ново. Постојат различни, би рекол, критериуми и категории по кои што може да се имплементираат санкции, почнувајќи од travel bans, тоа е практично забрана за патување на одредени лица со цел да го ограничат нивното нормално дејствување во светот. Најчесто тоа се високи функционери на одредена држава, ембарго на одредени оружја со цел нели да го намалите дејството така речено на војската на одредена држава. Понатаму имате секторни, кога се однесуваат да речеме ограничување на цели сектори, добро, спортски не се толку битни, правни и економски. Денеска ќе се фокусираме највеќе на економските санкции, затоа што овие останативе генерално се многу по
прецизни, би рекол, кога станува збор за нивното дејство, додека економските делуваат на цела една економија, што значи дека делуваат на секоја единка која што е дел од земјата врз која што се имплементирани. Со тоа што кога станува збор за економски санкции, има неколку различни видови на санкции, меѓу кои првенствено е најлошата, тоа е ембарго. Најчесто по дефиниција ембарго би значило целосно запирање на тргување со одредена економија. Во превод, доколку има ембарго помеѓу Америка и Венецуела, тоа значи дека нема да има никаква размена на никаква трговија, никаква размена на средства и услуги помеѓу овие две економии. Нормално ембаргото може да биде и парцијално, тоа се така наречени санкции на тргување. Во оваа ситуација тоа ќе биде конкретно околу одреден продукт, одреден сектор, одредени материјали и така натаму, што значи дека некои од овие материјали, продукти или услуги ќе бидат или забранети или делумно ограничени или ќе бидат имплементирани дополнителни тарифи и така натаму, ограничување кога станува збор за трговијата. Кога станува збор за извоз, значи може да биде целосно забранен извоз кон одредена држава. Значи тоа е уште една економска санкција која што може да видите во светот, каде што едноставно целосно се забранува извоз на продукти кон одредена земја. Кога станува збор за капитална контрола, тоа значи дека на одредена држава и забранувате да учествува во вашите капитални пазари. Во превод, во оваа ситуација тоа би значило, на пример, дека од Венецуела никој нема право, ниту компанија, ниту физичко лице, да инвестира во вашата економија, во оваа ситуација во Мурика. Кога станува збор за санкционирање на одредени ствари, многу често станува збор за тоа е практично конфискација, каде што може да биде од различен тип, на капитални добра, како пари, како да речем удели, инвестиции, додека исто така може да биде нели на одредени физички добра, како конфискување на, не знам, физички материјали, недвижности и така натаму. И нормално економски санкции кон поединци, кои што моментално не ни интересираат. Значи, доколку поединци се санкционирани, тоа е проблем на поединците. Ние зборуваме за економски санкции кои што можат директно да дејствуваат врз цела една економија и врз сите кои што се дел од оваа економија. Зборуваме за целиот народ на Венецуела. Една уникатна работа која што мора да разбереме е фактот дека, за разлика од традиционалните санкции, кои што може било која држава да ги примени, и сите овие санкции за кои што разговаравме се наменети за самата економија на оваа држава. Што значи дека овие санкции генерално, доколку станува збор за нормална држава, не може да бидат имплементирани врз трета држава или да биде принудена трета држава да ги имплементира овие санкции. Туку станува збор за санкции кои што вие лично како држава ги имплементирате кон некоја друга држава. Единствена земја во светот која што има дополнителни права кога станува спор на санкции е Мурика. Зошто? Затоа што, за разлика од останатите земји, Мурика има една единствена моќ која што ниту една друга земја во моментов ја нема, а тоа е да има контрола врз глобалната резервна валута, а тоа е доларот. Што значи дека со дополнителни санкции кои што само Америка може да ги имплементира, истата може да контролира кој може, а кој не може да ја користи оваа валута како валута за размена на трговија во целиот свет, и дополнително сите оние институции преку кои се процесираат овие трансакции на валутата која што нормално е матично на Америка, да бидат така речено искористени како оружје против вас, доколку, како што знаете и сами, правите нешто што не и се допаѓа на Мурика. Овдека станува збор првенствено за ова е органот кој што мораме да го забележиме, тоа е Treasury Office of Foreign Assets Control. Тоа е официјалниот орган кој што ги имплементира санкциите на Америка кон одредени држави. Додека како се имплементираат, тоа се секундарни санкции кои што не ги имплементираат директно од својата економија врз нечија друга, туку тоа се санкции кои што се со цел да се забрани пристап на одредена држава до ликвидноста на доларите. Во превод, откако на една држава ќе биде забрането да ги користи сите оние клиринг компании или пак SWIFT како систем за меѓусебна комуникација на финансиските институции, автоматски вие предизвикувате една економија да не може да функционира во глобалниот економски свет. Затоа што на крајот од денот, во најголем дел трансакциите во светот се помируваат преку доларот, автоматски. Ако вие сте изземени од овој систем, првенствено на
домашните американски финансиски институции кои што ги процесираат трансакциите во долари на глобално ниво, или пак на меѓународните, како што е клиринг куќите и SWIFT како институција, сега веќе ISO 20022, вие автоматски предизвикувате една држава да не може да разменува со било која друга држава апсолутно ништо, затоа што не може да прими платежни средства за овие услуги и добра и обратно. Што значи дека не може да плати на останатите држави за било каков тип на размена. Овдека е моќта која што Америка има и која што ја злоупотребува максимално кога станува збор во светот за да го добие тоа што го сака. И овдека во ова видео детално ќе го покажеме тоа преку соодветни примери, прво преку Венецуела, а потоа преку Иран. Доколку има интерес, дефинитивно овој мини серијал ќе го продолжиме и за други економии, како што е во оваа ситуација. Северна Кореја, Кина, Русија, нормално Куба, но ќе почнеме со овие два примери за да видите како практично ги применуваат овие санкции, односно економски би рекол оружја против една економија за истата да биде уништена без ниту еден испукан куршум. Посебниот успех кој што го има санкциите на Америка врз Венецуела, дополнително беше засилен поради фактот дека Венецуела самата по себе е исклучиво зависна од нејзината нафта. Односно, ако погледнеме како изгледа моментално статистиката во однос на тоа колку е потребно на Венецуела да не биде блокирана од глобалните нафтени пазари, можеме да заклучиме дека овдека лежи буквално и причината поради која што Америка толку успешно би рекол успеа да ги уништи економијата на Венецуела. Односно, гледано статистички во последниве неколку декади, од 90 до 95% продуктите кои што се извезени од Венецуела се токму нафта. Односно, само околу 5% останати продукти и услуги се извезени од Венецуела. Додека националниот буџет во околу 58% е зависен од приливот на средства од продажба на нафтени деривати. И тоа до 2024 година, сега веќе помалку, односно само 17%, затоа што имавме огромна блокада практично и би рекол глобално ембарго врз нафтата која што потекнува од Венецуела. Но ќе покажеме се детално, пак ќе напоменам, оваа реченица многу јасно и недвосмислено покажува колку е Венецуела сензитивна на било каков тип на санкции и ограничување кога станува збор за извоз и пласман на низината нафта и нафтени деривати. Сега, што можеме да забележиме? Можеме да забележиме дека во однос на тоа каква е цената на нафтата, таква е и првенствено продукцијата на нафта во Венецуела, што значи дека кога сме имале периоди на раст на цената на нафтата по барел, како што се во 70-тите до 80-тите, тоа е нормално, знаеме сите, ембаргото кое што го направија арапските држави врз Америка, што предизвика голем раст на цената на нафтата, односно во оваа декада имавме екстремно голем раст од $25 до $100 по барел нафта. Што нормално можеме да забележиме дека во истиот тој период имаме големо зголемување на производството на нафта во Венецуела до неверојатни 3500 тоа се 3.500.000 барели на ден. Нормално во следниот период, каде што стагнира, така речено, цената на нафтата и нормално се намалува, можеме да видиме дека и во оваа ситуација се намалува и производството на нафта во Венецуела. Следниот бран на раст на цената на нафтата е негде околу 90-тите до 2000-тите, како што можеме да забележиме, па и во овој период нормално можеме да забележиме дека повторно имаме раст на продукцијата, односно на производството на нафта во Венецуела. Што значи дека во овие периоди имало, би рекол, првенствено голем профит од нивната продажба на нафта во светот, а нормално во исто време и би рекол големи допринеси на самата држава, како во растот на незиниот GDP, така и во нормално приходите кои што ги има државата, затоа што знаеме дека барем во овој период од Хуго Чавес од 2000-тите па наваму, во најголем дел производството на Венецуела на нафта е во државна сопственост, односно тоа е PDVSA, а тоа е Petroleo de Venezuela SA, сега не сум сигурен што стои SA точно, но како и да е, од национализацијата, каде што се така речено избркани одредени компании, како Exxon и Conoco, не се ефективно избркани, туку име кажано дека само во мал процент
односно само мала количина од така речено нивното производство ќе може да го задржат како профит, во најголем дел сето тоа треба да припадне на самата држава Венецуела, што и треба да биде. И нормално тоа ги предизвикува така речено овој екзодус на најголемите компании во Америка. И нормално со излегувањето на голем дел од компаниите кои што се практично американски и работеле на територијата на Венецуела, доаѓаме и до сценариото кое што практично предизвика би рекол револт кај американската администрација и кој што нормално ескалираше во времето на Трамп. Односно дека имаме таймлайн на тоа како изгледаат санкциите во текот на последнава деценија, со тоа што во иницијалниот дел во времето на Обама имаме одредени санкции, но поголемиот дел од нив се фокусираат на поединци. Што значи дека генерално не делуваат директно и толку брутално врз целата економија на Венецуела. Почетокот на, би рекол, бруталниот период, кога станува збор за санкциите врз Венецуела, почнува со доаѓањето на Орангутанус американус и неговото председателство од 2016 до 2020 година. Со тоа што можеме да забележиме, уште во август 2017 година имаме неколку пакети на санкции кои што се имплементирани во текот на неговото председателство, почнувајќи со санкции кои што директно ја исклучуваат Венецуела од пазарот за нафта во Америка, што значи дека Венецуела веќе не може да врши извоз на нафта во Америка. Као што можеме да забележиме, санкции имало и од други држави, нормално спахиите на Америка, почнувајќи од Европа, но поголемиот дел од овие санкции не се директно економски санкции, односно можеме да забележиме дека станува збор за ембарго на оружје, за забрана за патување и за на некој начин замрзнување на одредени капитални добра, но повторно ништо од ова не е од сериозен аспект кога станува збор за директно ефект врз економијата на Венецуела. Истото можеме да го забележиме и од Мала Британија, но пак ќе кажам најголемиот проблем доаѓа од санкциите кои што доаѓаат од Америка. Сега, иако иницијалниот проблем, како што знаеме и сами, е тоа што практично се забранува прилив на, односно извоз на нафта од Венецуела кон Америка, што можеме да забележиме дека баш во тој битен период пред санкциите од 2016 година натаму, можеме да забележиме дека нагло се намалува количината која што е извезена во Америка, а со тоа е голем дел од пазарот кој што го поседува Венецуела, зборуваме за извозот на нафта во глобален аспект, а паралелно со тоа се намалува и количината на нафта која што извезува кон остатокот од светот. Не е заради тоа што они сакале да го намалат своето производство, напротив, станува збор за уште еден тип на санкции. Као што веќе кажавме, првите санкции се исклучување од пазарите на Америка, што значи дека не може да се увезува нафта во Америка од страна на Венецуела, и потоа следува уште една многу битна санкција, а тоа е исклучување на нивната централна банка и на најголемите банки во Европа од SWIFT. Значи, иако не е целосно Венецуела исклучена од овој прозападен банкарски систем, фактот дека Централната банка на Венецуела, со оглед на фактот дека PDVSA е државна компанија и најголем дел од овие трансакции кои што се реализираат за продажба на нафта одат преку практично Централната банка или најголемите банки во Венецуела, автоматски предизвикува исклучувањето на овие банки да не може да продаваат нафта. Дури да ја поседувате нафтата, дури да ја довезете до вашиот купувач, истиот нема начин како да ви плати. Со оглед на фактот дека, како што веќе кажавме, 4/5 од вкупната количина на трансакции за нафта во светот е преку долари, автоматски вие немате начин на како би примиле уплата за вашата нафта која што ја продавате. Со ваквиот, така речено, акт на исклучување на Венецуела, повторно не целосно, туку Централната банка и најголемите банки во Венецуела, ефективно вие ставате блокада врз најбитниот ресурс кој што Венецуела го поседува, а тоа е нафтата. И ефективно можеме да забележиме дека поради тоа, во овој период од почетокот на председателството на Трамп, преку овие два рестриктивни би рекол инструменти, односно исклучување на Венецуела од SWIFT и дополнително забрана за, така речено, увоз на нафта во Америка, погледнете го падот на производство на нафта, затоа што нема поента да произведувате нафта која што не можете да пласирате на пазарот. Односно, од 2,5 милиони барели на ден,
до само 0,3 или 0,4, тоа се околу 300-400 илјади барели на ден. Сега, овој ефективен инструмент кој што е искористен против Венецуела, според проценките, како што може да разберете и сами на ОПЕК првенствено, ја намалил, така речено, растот или продажбата на нафта во Венецуела во износ од 213% од GDP-то на практично Венецуела. Погледнете колку би бил, а колку е моментално бруто домашен производ на Венецуела поради овие санкции. Значи, повеќе од дупло, така речено, е намален бруто домашен производ на Венецуела. За ефектите од овие санкции ќе разговараме малку подоцна, затоа што, како што кажав, наводно они го казнуваат режимот, но воопште не е вистина, затоа што на крајот од денот режимот оној кој што најмалку страда, највеќе страдаат секојдневните луѓе во оваа држава и тоа ќе ви го демонстрираме денес, но за тоа малку подоцна, како што можеме да кажеме сега моментално да го дообјасниме делот со санкциите, еве како изгледа падот на производството на нафта во Венецуела по имплементирање на овие санкции. Што значи дека главниот ресурс кој што Венецуела го има, како што веќе кажавме, значи 90, само секунда, рековме, 90 до 95% од вкупниот извоз на Венецуела се состои од нафта, додека 58% од буџетот на Венецуела е практично зависен од нафта, автоматски предизвикува ова намалување на производството да ги десеткува, така речено, приливите на средства во Венецуела. Со оглед на фактот дека истата е социјалистичка економија, каде што поголем дел од производството е фокусирано во рацете на државата, автоматски ја ослабнува државата екстремно. Дополнително не забораваме дека овдека дојде втор бран на, би рекол, намалување на рестрикциите, да се потсетиме, зошто? Затоа што во периодот кога практично Трамп ја изгуби својата власт, само секунда да ги најдеме санкциите, значи тоа е од 2020 до 2024 година, значи во времето на гериатрија Џо, се случи еден многу битен настан, а тоа е Украинската војна. Почнувајќи во февруари 2022 година, предизвика екстремно голем раст на цените на нафтата. Иако има мало производство, дури со мало производство, ваквиот екстремно голем раст на цените на нафтата до неверојатни $130 по барел, предизвика да се зголеми производството на нафта во Венецуела. Сега ќе покажеме и зошто. Затоа што ефективно во овој период, во ноември 2022 година, Мурика се обиде да ја зголеми количината на нафта во светот на глобален размер со нејзино производство, знаете и сами дека Америка е најголем производител на нафта, и дополнително со дозвола на Венецуела да почне повторно да извезува нафта. Односно, ја искористија ситуацијата, ги ослободија, односно ги намалија санкциите врз Венецуела со цел да зголемат количество на нафта и на тој начин да предизвикаат цената на нафтата да падне. Зошто го направија тоа? Со цел да намалат ефективноста на Русија. Односно, колку повеќе нафта може да продаде Русија по овие високи цени, толку повеќе средства има за да се брани, односно да пружи отпор врз сите овие санкции, се што беше применето врз Русија со цел да ја заврши војната во Украина. И можеме да забележиме дека токму од овој период, кога гериатрија Џо дозволи повторно Венецуела да врши извоз, автоматски можеме да забележиме како почна да расте и производството на нафта во Венецуела и извозот на истата. Нормално во 2024 година, на крајот, почеток од 2025, доаѓа Орангутанус американус, каде што, као што знаеме и сами, да беше истиот во прашање, овој притисок ќе продолжеше, односно овие рестрикции дефинитивно ќе продолжеа и во периодот од 2020 до 2024 година, но со неговото доаѓање повторно се враќаат рестрикциите максимално и се имплементираат 25% дополнителни тарифи, односно царина, на секоја држава која што ќе купи венецуелна нафта. Зошто е тоа така? Ако ефектуално сме ја исклучиле Венецуела од меѓународниот систем, истата не може на легален начин никако да продаде нафта, така? Значи, не може да реализирате трансакција доколку не можете да процесирате трансакции преку прозападниот финансиски систем, кој што е нормално базиран во SWIFT и во клиринг куќите кои што се матично во Америка. Сега, што мораше да направи Венецуела? Ефективно, тоа што вие сте исклучени од овој прозападен систем, не значи дека е game over, односно можеме да забележиме дека во овој период во кој што Венецуела е исклучена од прозападниот систем,
тоа се оние санкции за кои што постојано зборуваме, кои што се единствената уникатна сила на Америка, истата почна да ги користи црните пазари, односно оние прикриени сиви црни пазари, како сакате, каде што со голем попуст ја продаваше понатаму сопствената нафта. Односно можеме да забележиме дека денес дури и покрај тоа што нели голем дел од нафтата на Венецуела, откако истата е окупирана од Мурика, се продава на легалните пазари и понатаму се продава по голем попуст. Моменталната цена која што е негде околу 60 до 68 долари по барел е далеку од цената по која што се продава венецуелската нафта, како што видовме последната трансакција која што ја направи Мурика, каде што продаде околу 500 милиони долари вредна нафта. Се вели денес, и покрај тоа што е толку висока цената на нафтата која што доаѓа од Венецуела се продава од 10 до 20 долари по барел. Не заради тоа што не е квалитетна, туку заради тоа што е под санкции од Америка. Односно, секој кој што потенцијално би сакал да купи нафта од Венецуела, нормално поради стравот од санкции, потенцијални тарифи, како што видовме од 25%, превзема ризик. За да овој ризик биде исплатив, нормално дека треба цената на оваа нафта да биде екстремно ниска, за разлика од нафтата по која што се продава во светот, и затоа нормално со ваков попуст практично се исплати на одредени држави и понатаму да продолжат да купуваат нафта од Венецуела. Но како? Ако веќе сте извадени целосно од овој регуларен начин на продажба и користење на доларот како нели средство за размена, значи како го прават тоа? Го прават на посебен начин, а тоа е преку користење на, како што можеме да забележиме овдека, различни средства, почнувајќи од други системи, меѓу кои е рускиот МИР систем за плаќање, надвор од системот на SWIFT. Дополнително го користат кинескиот чипс систем, кој што исто така надвор од SWIFT, но овие системи се ограничени само на држави кои што се блиски и директни сојузници и соработници со Кина и Русија. Така да повторно не е доволно. Што прават? Прават продажба на нафта во крипто. Односно можеме да забележиме дека и според статистиката која што е извадена од АИ, генерално од сите оние потоци кои што ги добивме, во најголем дел, верувале или не, нафтата која што се продавала од Венецуела кон сите оние кои што сакаат да купат по попуст, како што кажавме на црните пазари, се продавала во USDT и во биткоин. И тоа највеќе во USDT. Што значи дека крипто уште еднаш се појавува како ефективна алатка која што целосно може да ги заобиколи легалните, а гледаме екстремно прозападни инструменти за размена во светот. И овдека можеме јасно да погледнеме дека во целиот овој период, значи Венецуела успевала и покрај тоа што е под дебели санкции, покрај тоа што мора да продава со огромен попуст, и понатаму успева да ја продава својата нафта со цел да успее да преживее. Као што веќе кажавме, повеќе од јасно можеме да видиме дека и покрај сите санкции имаме зголемување на производството на нафта. А ваквото зголемено производство и инструментите кои што Венецуела ги користи, и дополнително покрај фактот дека овие инструменти успеваат да ги занемарат, односно да ги заобиколат санкциите, дополнително можеме да видиме дека најголемиот дел од оваа нафта која што е произведена во овој период, така речено, откако постојат санкциите, оди во Кина. Значи дека ефективно, покрај фактот што успешно ги заобиколуваат санкциите, нафтата која што ја произведува Венецуела со екстремно ниска цена оди кај најголемиот непријател на Америка. Ефективно ова мора да биде изземено. Единствениот начин на кој што може тоа да го направат, со оглед на фактот дека санкциите не функционираат, беше или да предизвикаат инвазија, или да го уапсат врвот, така речено, на оваа земја, а нормално на тој начин останатите имаат или избор да почнат да ги слушаат инструкциите на Америка, затоа и може да видите овдека под мене е запишано Венецуела е окупирана де факто, со оглед на фактот дека заканите се јасни. Со оглед на, значи не можеме да ве на некој начин подчиниме со санкции, на овој начин како тоа да го надминете, што ни останува? Или војна интервенција, или ово што го видовте. Декапутирање, така речено, на врвот на венецуелската влада. И сега, како се прави тоа, чисто на кратко да покажеме, значи, Венецуела поседува така наречена shadow fleet, исто како што тоа е во Русија, така и во нормално Венецуела, каде што истите, со оглед на фактот дека, нели, ако е веќе меѓународно забрането, потенцијално било кој од овие танкери би бил запленет. Станува збор за
флота во сенка на постари танкери кои што дури да бидат запленети на државата нема да и наштети многу. Кои што, како што можеме да забележиме, ги исклучуваат своите тракери со цел да не се знае каде се наоѓаат во морето или пак ги уклучуваат со погрешна локација во океанот. Дополнително оваа нафта со оглед, значи не можете едноставно да доставите до пристаништето на земјата на која што ја продавате. Најчесто нафтата се истовара од еден на друг танкер со брод на брод трансфер во среден океан. И потоа легални танкери ги носат овие резерви на нафта до државата која што треба да биде доставена. Значи еве како прилика тоа изгледа кога станува збор за црниот пазар. Значи ефективно и покрај сите санкции Венецуела успеала да најде начин како и понатаму да функционира на овој глобален пазар на нафта. Ова е како изгледа бројот на нафтени танкери на Венецуела. Ова е така наречената флота во сенка, каде што имаме одредена количина кои што се санкционирани, кои што успеале властите на Мурика и нормално низините спахии да ги блокираат и да видат дека навистина учествуваат во овие, би рекол, нелегални активности и овие кои што се уште не санкционирани. Они кои што се санкционирани може да бидат одземени доколку се фатени како вршат одредено нелегално дејство. Така да сакам да кажам дека еве на кој начин до сега успевала Венецуела да го преживее овој период и да донесе какви такви, би рекол, приливи од страна на најголемиот ресурс кој што го поседува. Пак ќе кажам, не би можело тоа да се случи доколку не беа рускиот мир систем, кинескиот чипс систем за одредени држави, но за глобално ниво USDT и биткоин. И како резултат на ова, се повеќе и повеќе се шпекулира дека Венецуела моментално има голема резерва на биткоин, негде околу 60 милиарди долари се проценува дека има вреден биткоин, негде тоа би било околу 600.000 биткоини моментално, сега малку помалку со оглед на фактот дека цената е падната, но идејата е дека Венецуела паметно, затоа што гледаме дека санкциите делуваат деструктивно на една економија, нашла начин преку крипто да ги надмине овие санкции, дури и да направи голема резерва на биткоин. Се уште не е потврдено, но се уште се верува дека оваа резерва на биткоин постои. Сега, да видиме како тоа делува врз самата економија. Најголемиот фактор кој што практично, би рекол, ја уништи венецуелската економија и нивната валута, боливарот, е инфлацијата. Односно пак, се тоа можеме да видиме дека почнува уште во 2014 година, зборувам за екстремно излегување на инфлацијата надвор од контрола, додека во претходниот период истата била висока, но била одржувана на одредено ниво. Како го правеле? Тоа го правеле со посебен тип на инструменти за кои што ќе разговараме малку подоцна. Сега, зошто настапува инфлацијата? Инфлацијата настапува од моментот кога целосно се исклучени од, да речем, меѓународните системи за плаќање, поради тоа што ефективно, доколку со исклучување на вашиот систем од целиот свет за плаќање, овие потребни 90 до 95% на експорт кој што сте ги правеле во нафта и оваа огромна количина на прилив кој што сте го имале во буџетот, ефективно ги немате повеќе. А ви и понатаму мора да ги подмирите сите функции на една влада. Што ви останува? Ви останува принтање на пари. И понатаму главниот, нормално единствениот случај, единствената причина поради хиперинфлација секогаш е принтање на пари. Кога почнува принтањето на пари екстремно во Венецуела? Јануари 2017 година. Што се случило во јануари 2017 година? Значи ги видовме санкциите. Ефективно тоа е почетокот на санкциите и исклучување на Венецуела надвор од овој глобален економски систем. Со тоа што ние овдека можеме да забележиме дека, нели, тоа е на некој начин некоја нормална крива, би рекле, така, во оваа ситуација, но ја направивме оваа нормална крива само за да ви покажеме како прилика изгледа принтањето на пари во Венецуела. Ова ни по точка разно не е нормална крива и е адаптирана алгоритмички со цел да покажува како своевремено како се зголемува количината на принтање, нели, да ни даде некоја, би рекол, крива која што можеме да ја анализираме. Еве како изгледа вистинската крива. Ова е моментално принтањето на пари во Венецуела. Повторно, почетокот е во 2017 година, затоа и не можеме ни да видиме точно кога е, затоа што имаме експоненцијално принтање на пари како никогаш до сега. Ова се милиарди и милиарди, би рекол, тоалетна хартија во боја. Сега они неколку пати до сега успеале на некој начин да ја забават оваа инфлација. Значи, пак ќе кажам, главната причина за инфлација, повеќе од јасно,
е фактот дека самата држава мора да најде начин како да ги плати своите долгови. Како кон луѓето кои што работат за неа, зборуваме за целата администрација, така и кон достасани обврски во однос на долги така натаму, што значи дека ефективно кога имате принтање на пари, како што веќе кажавме во оваа ситуација, можеме да забележиме екстремно, доколку оваа голема количина на пари на пазарот не е контролирана, автоматски ќе предизвика раст на цените. Кога ќе почне да расте инфлацијата, ако државата не престане со принтање на пари и го намали количеството на пари на пазарот, автоматски инфлацијата излегува надвор од контрола. Сега, неколку пати успеале да стават под контрола. Погледнете. Значи, ние имаме на некој начин во неколку наврати скок на инфлацијата, како што може да забележите овдека, но истата била оприлика враќена во контрола помеѓу 20 и 40% на годишно ниво. Максимумот го достигнува во 2018 година со раст во само една година од 65.000%. А можеме да забележиме дека и во следните години со илјадници проценти расте самата инфлација. Како пробале да го стават под контрола? Имаме неколку пати обид да се стави инфлацијата под контрола, со тоа што внесувале нови парични средства, односно после боливарот во 2008 година е така речено внесен во економијата боливар фуерте. Тоа е нова валута која што луѓето можеле да ја заменат за 1 боливар фуерте, треба да платат 1000 боливари во тој момент. Што значи дека идејата е на тој начин да се намалат количината на тоалетна хартија во боја во оваа ситуација боливари на пазарот, затоа што инфлацијата е премногу голема, луѓето мораат да доаѓаат буквално со колички пари за да купат 1 леп. Ефективно, на овој начин се намалува барем во мала количина инфлацијата, можеме да забележиме дека повеќе од јасно неколку пати успевале да ја намалат инфлацијата. Иако ова е фиктивно намалување, на крајот од денот гледаме дека тоа е неуспешно. Повторно тоа го направиле од 2018 година, овдека е така речено внесен во економијата боливар соберано, каде што за секој 100.000 боливар фуерте и бил исплаќен 1 боливар соберано и на тој начин повторно ја намалиле количината на пари, но пак ќе кажем инфлацијата и понатаму продолжува да расте. Како и да е, се обидувале. И уште еднаш го прават истото со дигиталниот боливар кој што е имплементиран во октомври 2021 година, каде што за 1 милион боливар соберано давале по 1 дигитален боливар. И овдека успеале во одредена количина да ја намалат инфлацијата, но можеме да забележиме дека истата и понатаму излегува надвор од контрола, како што можеме да видиме според принтањето на пари, соодветно на тоа и самата инфлација. Односно, моментално, до 2018 година веќе биле 1.300.000% пораст на инфлацијата во последните неколку години само. Сега, да се подсетиме уште еднаш зашто е тоа така. Значи, кој е проблемот со инфлацијата? Ние постојано зборуваме инфлација, секојдневниот човек да разбере, значи доколку имаме една затворена економија, една затворена соба, во која што имаме 2 јаболка и 2 долари, така. Нормално дека според правилата на економија и на трговија, едно јаболко би коштало 1 долар. Значи тоа е количината на продукти и количината на платежни средства кои што ги имаме во оваа затворена економија. Доколку некој додаде дополнителни 2 долари во оваа затворена економија, автоматски економијата ќе се прилагоди самата себе си и ќе направи едно јаболко да кошта 2 долари. Автоматски имаме ситуација во која што цената на јаболкото пораснала, затоа што имаме повеќе парични средства, а помалку јаболка. Доколку извадиме од овие постоечки 2 долари 1, тогаш ќе видиме дека цената на јаболкото паднала, односно имаме повеќе продукти од парични средства, автоматски цената на јаболката се намалува. Така да, што можеме да забележиме овдека? Колку повеќе парични средства се додадени во овој систем, толку повеќе цените на се останато во Венецуела продолжило да расте екстремно, до степен каде што паричните средства во Венецуела се целосно некорисни. Значи имаме ситуација во која што тоа е една од негативните аспекти, имаме де-факто доларизација, како единствената валута која што моментално е достапна и може да се користи, и ја има во голема количина, тоа е нормално доларот. Значи, ефективно, боливарот дури и во дигитална верзија, кој што наводно има намалено одредена количина од купиштата пари кои што ви се потребни за да купите 1 леп, автоматски веќе никој не користи боливари. Односно, де-факто, валутата која што се користи во секојдневието во Боливија, во Венецуела е доларот. Но, што можеме да забележиме друго? Можеме да забележиме дека Венецуела е на врвот на
држави кои што користат криптовалути. И покрај фактот што нели во секојдневните да речем трансакции се користи доларот, 10,3% од вкупната популација во Венецуела поседува криптовалути и користи криптовалути. Тоа не е мала количина, која ќе видите дека тоа се 2,9 милиони луѓе кои што користат криптовалути. Дополнително, ако споредиме каде се наоѓа, значи тоа не заборавајте дека ова е до 2023 година. Нови податоци за жал немаме. Еве како тоа изгледа, значи еве Венецуела, само секунда ми се греше на втората страна, како и да е, како што веќе покажавме, значи во за разлика од останатите држави со 10%, истата се наоѓа, би рекол, на врвот. Значи, еве кои се најголемите според процент на населението кои што поседуваат криптовалути: Обединетите арапски емирати, Сингапур, Турција, Аргентина, Тајланд и Бразил. Со тоа што Бразил со 17 и Венецуела со 10 нема некоја голема разлика. Додека во 2025 година успеавме да најдеме информации од Chainalysis, компанија која што многу ја почитуваме, посебно кога станува збор за крипто, што може да забележиме во светот моментално Венецуела се наоѓа на 18-то место overall индекс на крипто адаптација и користење на крипто. Дополнително можеме да видиме дека во државата постои регулатива, така наречена СУНА-КРИП, и дополнително постои орган кој што се занимава со регулативата нормално и следење на пазарот. За жал, овој орган поради корупција и одредени внатрешни проблеми е така речено парализиран, моментално не функционира, но можеме да забележиме дека ефективно регулатива постои. Ефективно на ниво на држава се користи крипто без никаков проблем. Автоматски секоја држава која што има проблем со Америка, посебно со ваков тип на санкции, прибегнува кон криптовалути, а тоа го гледаме и во Венецуела, а ќе го видиме во следното видео и во Иран. И сега, доаѓаме во ситуација во која што, еве, и овдека може да забележите дека една од главните, да речем, последици од ваквата санкционална војна врз Венецуела е токму тоа: адаптација на криптовалути. Многу голем дел од нивното население се фокусира на крипто со цел да се заштити од овие економски последици. Сега, кои се реалните последици врз економијата на Венецуела? Пак ќе напоменам, многу пати слушате како овие мурикански идиоти ви зборуваат дека наводно они го таргетираат врвот на Венецуела, кој што е екстремно корумпиран и е терористички настроен и така натаму. Напротив, секојдневните луѓе се оние кои што ја плаќаат вистинската цена. Погледнете, од 2014 година наово можеме да забележиме дека ова се процентите на инфлација кои што ефективно ја уништиле локалната валута на Венецуела. Што и да имале овие луѓе во боливар, го изгубиле во вредност. Имате ситуација во која што во овие неколку години, од 2017 до 2021, значи ако сте имале вредност од $100 во утринските часови, до вечерта веќе сте имале вредност од $1 во онаа количина на локалната валута која што сте поседувале. Толку голема инфлација. Дополнително, инфлацијата предизвикала екстремно голем пад на бруто домашниот производ, односно вредноста на бруто домашниот производ на Венецуела. Погледнете го ова. Екстремно, зборуваме милиарди. Од 2015 до 2020 година, за само 5 години, Венецуела изгубила, погледнете, неверојатни 71% од бруто домашниот производ, дека е малку повеќе, од 2012 до 2020 година. 71%. И пазете, ова е намалување на бруто домашниот производ пер капита во време на мир. Ова не е предизвикано со војна. Односно, кога ќе ви кажат американците дека наводно врвот на Венецуела е виновен за се што се случува во Венецуела и за целиот овој економски колапс и за колапсот на венецуелскиот боливар, еве како изгледаат реалните ефекти. Реалните ефекти доаѓаат највеќе поради санкциите. Поради фактот дека Венецуела е целосно изземена од глобалните пазари, каде што може да го пласира продуктот кој што го има во изобилие, нормално тоа е нафтата. Што значи дека во најголем дел ово што можеме да го забележиме овдека што предизвикува екстремно голема штета кај локалното население е во многу голема мера резултат на санкциите на Мурика. Од 2014 година и почетокот на овие санкции и оваа неофицијална војна на Мурика против Венецуела, можеме да забележиме дека процентот на населението во Венецуела кој што живее во екстремна сиромаштија од 8,2% пораснал на неверојатни 76,5% до 2020 година. За сега да се намали, но повторно погледнете.
Значи, околу 80 до 90% од вкупното население на Венецуела живее во сиромаштија, а многу голем дел од нив и во екстремна сиромаштија. Ова, драги мои, е како изгледаат економски санкции. И уште еден проблем кој што исто така потекнува од овие санкции, нормално е миграцијата. Исто така од 2014 година кога почнува оваа така речено војна против Венецуела, нормално ова е првиот мандат на шимпанзото Обама и продолжува од 2016 година и се забрзува од 2016 година со доаѓањето на Орангутанус американус, каде што можеме да забележиме дека во овој период за последните 10 години 8 милиони жители ја напуштиле Венецуела, благодарејќи на овие санкции. Као што може да забележите, не е се така црно и бело, кога ќе ви кажат колку за се е крива локалната економија во една држава, за се е крива структурата која што ја води оваа држава, еве како изгледа вистинската слика. Се надам дека уживавте, нормално со ова го завршуваме денешното видео. Очекувајте слично вакво видео и за Иран, тоа ќе биде во недела. Би сакал нормално доколку ви се допаѓа да ни оставите коментар и да ни кажете дали ова потенцијално би било добра, би рекол, паралелна структура која што ќе биде така речено посебна, би рекол, плейлиста на видеа кои што ќе се занимаваат токму со ова. Економската војна на Америка со засебни држави и како моментално со санкции ги држат под контрола. Многу би сакал да слушнам ваше мислење, оставете во коментар, а во меѓувреме доколку сакате да го поддржите нашиот канал, а веќе не сте, станете дел од нашата Patreon заедница. Тоа е нормално на patreon.com. Линк до истата може да најдете во дескрипција на секој од нашите видеа. Значи, со оваа мала чланарина ни помагате да можеме нашиот канал да го подигнеме на уште повисоко ниво, со уште подобра нормално едукација, а како би рекол позитивен ефект од сето ова привилегии добивате пристап до нашите чатови, каде што може да комуницирате со сите наши членови, помеѓу себе да разменувате едукација и информации, имате директни пораки до нас кои што ги одговараме еднаш дневно, имате лайвстрим, како што е лайвстримот во сабота кој што организираме само за нашата Patreon заедница, каде што може директно да разговарате со нас на било која тема, за било кое прашање и нормално сите овие офлайн содржини како денешната ги доставуваме директно до вас во Patreon апликацијата, а потоа и до целата наша заедница на сите наши канали. Дополнително, доколку сакате да уплатите на годишно ниво, тоа може да го направите со испраќање на мејл на cryptogamidja@gmail.com, каде што ќе добиете 30% попуст на годишно ниво. Ова се сумите кои што во спротивно би требало да ги уплатите со плюс 30% на Patreon и ќе добиете линк до нашата Patreon заедница за годишно членство. Ви благодарам на сите за поддршката и се гледаме во следното видео. Поздрав од Крипто Гемиджи. Listen up, class is in session tonight. Crypto Jamizia here to guide you right. Not about the hype or the FOMO rush. It's about the research, no need to crush. Do your own research first. Read the white paper, understand the verse. Blockchain technology, decentralized and true, not just speculation. Knowledge carries you through. Crypto Jamizia teaching you the way. By the dip, but never all in one day. ACA your strategy, patience is the key. Crypto Jamizia setting knowledge free. Crypto Jamizia teaching you the way. By the dip, but never all in one day. ACA your strategy, patience is the key. Crypto Jamizia setting knowledge free. Check the market cap, not just the price tag. Utility matters more than social media brag. Cold wallet storage keeps your assets secure. Never share your seed phrase, that's the cure. Bear market lessons teach you how to hold. Bull market temptations make you sell too bold. Position sizing, risk management and tight. Crypto Jamizia keeps you trading right. From Bitcoin's genesis to altcoin seas, proof of work to proof of stake with ease. Layer 1 foundations, layer 2 scales high, smart contracts executing, reaching for the sky.